Продолжуваме, за жал, на истата тема, пред да најавам гостинката и темата која што ќе биде превенција од пожари и од моје име сочувство до семејствата за големата трагедија од Кочани и желба за што поскоро оправување на повредените кои што се во болничко лекување. Марија Кокуновска од секторот Безбедност и здравје при работа е во студиото на телевизија 24. Марија, ти благодарам што најде време во овие тешки моменти да бидеш ти дел од нашата програма. Благодарам, пред се би сакала јас да изразам сочувство до семејствата. Навистина ова е трагедија од невидени размери. Нема што да се каже понатаму. Пред околу 2 месеци беше во ова студио, зборувавме за безбедноста и здравјето на работа и за опасностите од евентуални пожари и превенција од несакани случаи. Денеска си повторно за жал би рекол да зборуваме, меѓутоа сега се случи тоа што никој не го посакуваше, еден огромна трагедија каде што однесе дури 59 млади човечки животи. Да, точно пред околу 2 месеци, како што кажавте, иако беше иницијалната покана и темата за здравје и безбедност при работа, меѓутоа јас не случајно и намерно ја отворив и на некој начин ја нотирав темата за заштита од пожари, затоа што е многу битно и тогаш и сега и ќе биде секогаш, значи заштитата од пожари била постоела и ќе постои. Ќе потенцирам дека доаѓам, како што кажавте, од приватен сектор и дека се она што покрај нашите тимови, стручни тимови, зборуваме од искуство, од она што го гледаме на терен, од она што со кое се соочуваме на жалост на терен, и разговараме со нашите колеги од сродните компании кои работат исто заштита од пожари. Многу од нив се многу долго време на пазарот, меѓутоа на жалост ситуацијата, затоа не случајно го споменав тоа, како било од пред 20-30 години, така и сега на жалост. И затоа последниот пат кога гостував кај вас, не случајно го отворив ова прашање и си дадовме и ветување дека и вие медиумите ќе работиме повеќе на работите на тоа и ќе бидете повеќе вклучени. Мене многу ми е жал што по вакви околности повторно ја отвараме темава и се гледаме, меѓутоа тоа е во моментов реалноста. Оно што сакам да го потенцирам од минатиот пат и кое сметам дека е многу битно, е дека за еден успешен систем, да кажем, особено каде се вклучени повеќе чинители, како во случајов, барем според моето искуство и според моето мислење да може ова да функционира. Значи, тука сме вклучени како 3 чинители, да кажеме, тоа сме ние компаниите кои даваме услуги за заштита од пожари, Дирекцијата за заштита и спасување и компаниите кои ги користат нашите услуги. Сега, како би било успешно и како би било добро да се ова функционира, односно да тој систем еднаш за секогаш профункционира, Дирекцијата за заштита и спасување нас, на компаниите, ни ги дават и овластувања за работа, исто така и на сервисерите кои работат кај нас и кои го прават тој контролен преглед и ги сервисираат противпожарните апарати, хидрантите, системите за дојава на пожар. Дирекцијата за заштита и спасување ги контролира, значи, компаниите кои се наши клиенти, дали имаат имплементирано противпожарна заштита, ја контролира на некој начин, меѓутоа не до тој степен до каде што треба и нашата работа. Сметам дека ова треба да биде Која е причината тогаш што нема таква контрола? Каде се наоѓа проблемот? Па може би недоволен број на кадар, тоа дефинитивно недоволен број на инспектори кои можат да постигнат на терен.
Сметам дека чисто повеќе се удира акцент на тоа дали, значи, кога ќе прават контрола, дали имаат она што е потребно или немаат, а не доколку имаат, значи воопшто не се зема во предвид. Да, имате вие, меѓутоа дајте да погледнеме, да видиме како и дали е направено тоа како што треба. Дајте да провериме дали, окей, имате и сервисирани ПП апарати, да ја провериме функционалноста на тој ПП апарат, да го уклучиме системот за дојава на пожар. Дали навистина е сервисиран, дали навистина функционира, или само имате некој папир каде што пишува дека е направена проверка на истото. Да. Паушално би рекол дека од она што можев да заклучам од разговорот пред 2 месеци, дека нема приоритетност во однос на компаниите кога станува збор превенцијата и заштитата на не само на објектите, туку и на вработените кои што се во компаниите. Како е сега, неколку дена по трагедијата? Почнуваме ли да се освестуваме каде сме грешиле? Дали малку не освести оваа голема трагедија? Мене искрено многу ми е жал што на овој начин, да кажеме, нашите потенцијални клиенти и нашите клиенти, значи кога зборувам нашите, кажувам и на нашата компанија и на моите колеги, значи на сите компании, ми е жал многу што на овој начин мора да ја сватат вредноста на она што ние го работиме, и дека секогаш кога ќе сме добиеле прашање колку тоа ќе чини или колку е тоа скапо, значи кога ќе сме добиеле некој коментар, да кажеме, и кога одговорот на тоа дека нема цена, значи тоа што го штитите во однос на тоа што нели нормално како се прави услуга, да. Така да, дефинитивно во 2 дена она што ние сме се обидувале да го направиме, јас веќе година дена интензивно, значи зборувам, се појавувам и медиумски на секој можен начин да направам иницијатива за подигнување на свесноста и за едукација и разбирање зошто е потребно ова. Меѓутоа се случи за во 2 дена да сите некако нагло пројават интерес и свесноста да биде на едно највисоко ниво. Видовме низа неправилности, да станеме на актуелната тажна случка, би рекол. Што значи безбеден објект? Што ќе го спасеше доколку од ваква трагедија објектот и преценили младите луѓе кои што настрадаат? Па вака, јас ќе зборувам и строго снимките сте ги виделе многу пати. Да, тоа е сигурно. Погледнав снимките. Можеше да се спречи оваа трагедија? Па видете, кога се виде огнот на со оглед на значи на типот на градба како било, меѓутоа тука не би коментирал затоа што тоа не е мој домен. Јас строго ќе одговорам во делот на заштита од пожари. Што значи безбеден објект и дека доколку нели било се тоа така направено, може да се појави пожар, значи меѓутоа дека ќе било од вакви размери, апсолутно дека не. Дали можело да се превенира, да се изгаси веднаш, да се... Што значи? Значи се започнува од изработка на документација, елаборат за заштита од пожари и опасни материи и планска документација, каде се зема во предвид типот на објект, типот на градба, каде се зема во предвид намената, значи каде се зема местоположбата. Тоа си е пропишано кои се елементи треба да ги имаат тие документи согласно правилникот. Понатаму се изготвува мапа за евакуација која пропишува нели како се случува евакуацијата. Во тие документи се предвидува комплетната опрема противпожарна која треба да биде поставена. Се поставува, значи сега зборуваме онака како што треба да биде еден безбеден објект. Во случајов требало да има систем за детекција на пожар, па и систем за автоматско гасење на пожар, хидранти, ПП апарати, рековме мапа за евакуација. Оно што периодов го разговараме со колегите и на кое јас
и претходно алудирав и мислам дека и го споменав и во емисијата, и се ова кога ќе биде направено, доколку немаме едуциран кадар кој ќе знае како да постапи во случај на евакуација, затоа што во еден од тие документи се прави кризен штаб кој ќе постапува и се обучува, посебно ќе постапува во случај на, нели, има пожар. На пожар. Да, знаеме дека се менуваат многу пати, нели сега, особено во ваков тип на локали, кафичи, дискотеки и така натаму, дека кадарот се менува. Меѓутоа, одговорноста е таа која што треба. Каде треба да се изврши оваа обука што ја кажувате? Која врши таа обука? Значи, вака, обуката за евакуација може ја правиме и ние како компании. Добро. Значи се прави сценарио, се прави симулација и во зависност од објектот. Така? Да, од објектот, и се држиме строго кон мапата за евакуација, односно тие што се вработени во објектот, секогаш треба да знаат да ја читаат таа, инаку зашто би била мапата за евакуација, како да постапуваат, кој треба да ги води, што треба да се направи прво во случај, и многу битно што немаше исто така, значи означени панични светла, односно екзит, нешто се во случај на сега се прво струјата, нели, кога ќе се случи пожар. Така да, дефинитивно дека многу е битно откако се ќе се направи, да се направат тие евакуациони вежби и да се повторуваат, особено од ваков тип на објекти, каде што се случуваат, нели, има собир на луѓе, има промена на кадар, па ако треба и еднаш месечно да се прават, нели, меѓутоа да тој кадар биде обучен како да ја спроведе евакуацијата, па макар и со еден излез, да кажеме, што не е дозволиво. Никако, дека. Апсолутно, меѓутоа подобро е, нели, да знае како да ја спроведе, да знае како да не се направи таа толпа, како да не, значи има многу параметри и многу точки кои нели, ги предвидуваме, и затоа викаме симулација и време на реакција. Мериме време на реакција во таа вежба за евакуација. Која државна институција ова го контролира и го проверува? Ова е под надлежност делот на заштита од пожари, значи и делот на, нели, ние како компании под дирекција заштита и спасување. И таа треба да утврди дали се постапува, дали не се постапува, дали има сите ПП апарати. Да, или не се постапува по тоа што, нели, пропишаме согласно законските нормативи. Во Македонија колку има безбедни локали угостителски? Не мора да бидат само ноќните клубови. Да. Во голем број кафе барови кои што работат до 12 часот се случуваат секакви забави. Колку таму сме безбедни? Без да ширам некаква паника, меѓутоа секоја вечер има дали се... Искрено, од мое лично искуство и од искуство на, нели, фирмите кои работат заштита од пожари, многу малку. Многу малку. Има почитување, нели, имаат ПП апарати и така, меѓутоа, она што повторно и сакам да го апелирам и да го повикам сите тоа да го направат е, зашто викам многу малку, и што мислам дека е она главната точка на која што сите треба да обрнат внимание. И сега да, сите ќе направат и елаборати, и плански документи, и ќе набават ПП апарати, и сето тоа ќе го направат, меѓутоа без обучен кадар како да ракува и да знае дека поседуваат ПП апарати, да знае каде се наоѓа ПП апаратот, каде се наоѓа едниот, другиот излез, што треба да направи, според мене се тоа е повторно се наоѓаме во небезбеден објект. Така да ги повикувам сите и компании кои работат заштита од пожари и корисниците на тие услуги кои сега, нели, се многу, да обрнат внимание, односно секогаш на крај на кога ќе се сработи се тоа што треба, да побараат да се направи вежба за евакуација и да ја бараат периодично да се повторува, и само така ќе можеме да превенираме, затоа што ќе знаеме дека имаме нешто и дека тоа е функционално.
Спомнавте во претходното гостување дека потребни се измени на правилата, измени на законите. Да. Тоа не дојде до слух кај надлежните, не барем до денеска. Што според вас е застарен модел, што треба да се менува подитно и колку тоа би ги подобрило работите? Па вака сега, значи има доста точки кои треба да се менуваат итно. Ние неколку пати како ФИЛА сме апелирале, сме алармирале и значи ова не е нешто што јас прв пат ќе го споменам и ќе го споделам. Меѓутоа има многу, ќе кажам дел, а како ФИЛА и како компании кои работиме со заштита од пожари, стоиме на располагање на институциите доколку има иницијатива, доколку има желба и слух, да го слушнат нашето искуство, значи знаење да, меѓутоа искуство што се ние наидуваме на терен и што се може, ако се подобри, може да функционира како систем. Ќе споменам неколку работи. Слободно. Ќе започнам од она што е основата, односно сервисерите кои вршат сервисен преглед на противпожарна опрема, на ПП апарати, хидранти и така натаму. Тие полагаат стручен испит во Дирекција заштита и спасување и полагаат еднаш за секогаш, така народски кажано. Зошто го кажувам ова? Лиценцата или дозволата важи за цел живот, се полага еднаш. Да, се полага еднаш. Не постои барем до сега, значи некоја проверка на знаењата, на компетенциите, на спремноста. Апаратите или другите технологии се менуваат. Значи, како што знаеме, технологијата иде напред и тоа како. Сите знаат дека... Може да има сега некој сервисер, се извинувам што ја прекинувам, кој што има 20 години искуство и повеќе. Така е, карикирам со 20 години и тој работи сега со овие најнови, ако полагал... Да, значи они знаат, не дека не знаат, меѓутоа сепак сметам дека треба да, ако веќе нешто променуваме, да идеме од корен, нели, да не го направиме тоа површно. Добро. Затоа што ако ние промениме други работи, па ги имаме некомпетентни, тие што ќе го главните што ќе го сервисираат тоа и ќе го одржуваат, исто не сме направиле ништо. Затоа ова го споменувам како точка. Значи потребно е воведување на периодични проверки на знаењата на сервисерите, па и на кадарот кој работи во компаниите, кои, значи инженерите за заштита од пожари, кои ги изработуваат елаборатите и планските документи и вежбите за евакуација. Добро. Друго, значи законска промена во објектите каде во исто време престојуваат повеќе лица, како што на жалост беше и случајот. Значи законска промена да задолжително има и систем за автоматско гаснење на пожар. Значи не само за детекција или јавување на пожар, него и автоматско гаснење на пожар. Друго што итно сметаме дека е потребно да се промени, односно да се направи некоја регулација на тоа, при изработка на документите, елаборат за заштита од пожари и планските документи, ние ги подаваме како компании во подрачните единици на Дирекција заштита и спасување. Од каде што треба да добиеме мислење и согласност, тоа е за нашите клиенти. Сега што се случува? Ние ќе ги подадеме како пишани документи и како мапи, цртежи да кажеме. Инспекторите не излегуваат на терен. Зошто? Да погледнат дали она што ние сме го дале како пишан документ е така, кореспондира со она што е фактичка состојба, дали она што е предвидено... Нив има доволно документов, или електронски, или пишан, да видат, има подписот е тука и тоа е тоа, така? Да, пишан го даваме, електронски се уште не. Добро. Оние гледаат... Веруваат инспекторите во тоа што... Па сега... Така ќе му дојде, да, значи геолокацијски гледаат каде се наоѓа. Значи некој би имал, некој би немал. Дејноста и така натаму е сега тука каде се јавува исто проблем, да кажеме, или можност за пропуст и можност за манипулација. Ајде.
со тоа што тие не излегуваат на терен. Значи во тие документи ние пропишуваме на пример дека согласно типот на објект, категорија на објект и така натаму, потребно е да се стави систем за дојава на пожар. Од каде они ќе, нели, знаат дали има или нема систем за дојава на пожар? Треба да веруваат на документот кој што ти го дадат. Меѓутоа, за тоа како што споменав на почетокот, еве го тој триаголник каде што они треба, они би требало нас да ни веруваат, меѓутоа треба и да не контролираат. Дефинитивно, за да нема можност за манипулација и за барање дупки во законот. Значи ова мислам не сакам ни да го споменувам што се случи. Значи во описот на работа нема дека треба да одат директно на местото да проверат. Туку треба да веруваат на оно што ќе дадете вие. Веројатно дека нема. Така. Следно? При изработка на истата оваа документација, значи ги подаваме во различни градови, нели, нормално. Добро. И сега имаме тука, дали е не би рекла дека е неусогласено законска, затоа што еден е правилникот, тој убаво се кажува што се треба да има. Меѓутоа, наидуваме на различни мислења и различни сугестии од различни градови, подрачни единици, што од друга страна пак кај нас компаниите оддава, значи од страна на клиентите еден аспект на недоверба и се случува да чекај сега јас да видам фирма или локална ќе барам, на пример, фирма, што воопшто не сметам дека треба на тој принцип да се разговара за безбедноста. Значи, или се работи таа документација или не се работи. Мислам, не треба по ниеден параметар да се двои. Пропишано е и треба да биде еднакво. Од иста институција доаѓаат луѓето, а ние сме исто компании сите кои сме добили овластување да тоа го правиме. Така да треба да е еднакво. И треба, доколку има забелешка, во рете. Последните измени на законот се колку стари? 10-15 години? Па има, значи има постојано некои дополнувања, меѓутоа нешто што искрено не е применливо и ние никогаш како Фела не сме биле, еве ова точно што го зборувам, со што ние се соочуваме. Што од терен можеме да искористиме како позитивно или негативно искуство за да можеме да направиме да компаниите, значи луѓето се чувствуваат безбедни. Со што ние се соочуваме, со каков отпор се соочуваме кога ќе кажеме дека треба за објект од 20-30 квадрати, например, еве ќе ги земам како репер аптекиве, каде што, нели, квадратурава, тука е некаде 20-30 квадрати, има некои са поголеми, меѓутоа генерално во просек така, да. И сега во аптека знае да има и по 10 лица истовремено. Значи во аптекиве мора да има систем за дојава на пожар. И сега, значи А има лесно запалливи материи таму? Има, да, има. И има и кога нема човечки фактор, значи кога ќе исто така, тоа е и за тоа е потребно, значи дојавува дека има нешто. Колку сега може да ми кажете се почитува ова на терен? Вие сте секојдневно во инспекции, во контроли, во компании. Се почитува, видете сега. Каква е ситуацијата на се почитува, не се почитува, односно секогаш сме барем од она што до сега било, ајде са нешто, дајте нешто да направиме, па ајде после или ако дојде инспекција или ќе видиме сега нешто да поминеме, нели, со помалку пари, па така се е тоа на молење, да кажам, така да, и друго што сакам исто да кажам за измените, значи во 2012 или 2013 законски е укинато присуството на инспектор при технички прием или примопредавање на нов објект. Добро, како е тоа можно? Така одговарало, значи. Тоа е направено така. Добро. Доказ за тоа се многу бројните нови објекти и згради каде што нема противпожарни скали. Доказ за тоа се многу бројните нови објекти каде што ние барем сме наиделе
каде што има импровизирани, односно има ставени само кутии за како хидранти, а внатре нема ништо или не се воопшто приклучени. Како за украса. Да. Така да тоа е подидно треба да се и тоа повторно се навраќа на она што го кажав на почеток, дека ќе ги направиме ние, они ќе добијат од аспект на елаборат за градежна дозвола, меѓутоа инспекторот мора да излезе, да види, да ја провери функционалноста, не само дали има хидрант, да провери функционалноста на хидрантот, на системот, дали притисокот. се, да. Значи тоа подидно. Во нашата земја не постои акредитирана лабораторија за проверка на ефикасноста на прашокот за гаснење, кој е во противпожарните апарати. Многу пати се случува да се продаваат ПП апарати, има различен степен процент на моќност на гаснење на ПП апарати, 40%, 20%, значи нема лабораторија каде што може тоа да се докаже. И тело за контрола на опремата која се увезува кај нас. Зошто го кажувам ова? Постојат многу противпожарни апарати без серијски број, што е противно на она што е пропишано со закон, односно не сме да се прифати ПП апарат без серијски број. Многу недостатоци, многу проблеми. Ова е само делот. А тоа е само делот што ми набројавте, имате цела брошура, би рекол, до вас. Колку сега треба или кога поитно ќе го доставите ова на разгледување до владата? Па искрено, значи ние како компании стоиме на располагање. Ги имаме овие како точки, ова е, значи дел од точкиве се собирани кроз годиниве. Така, од вашето искуство си правите забелешки што би требало да се поправи. Да, меѓутоа подитно треба, доколку не се направи промена, на вистина не гледаме дека може нешто да во овој дел што ние го работиме, повторно ќе кажам. И во однос на државните институции тука и секогаш Ќе се осврнеме на државните институции и сакав да побарам од колегите од режија, бидејќи имаме ситуации неколку на надвор од ова студио, каде што се случуваат два собира поради овој тажен настан што не се случи поради оваа трагедија. На секаде низ Македонија се собираат граѓани да изразат сочувство, да изразат својата тага, да запалат цвеќа, да положат цвеќиња на дел од плоштадите. Ние имаме неколку мобилни екипи и вечерва, па доколку имаме контакт со некој ќе вклучиме, ако не ќе продолжиме со разговорот. Сега за сега врските се слаби, ќе ме информираат колегите кога можеме да се вклучиме. Ви ги спомнате државните институции кои што секако веќе имаме комуникација со колегата Зоран Димовски, тој од утрово е во Кочани. Доколку не слушаш, Зоран, кажи ми што се случува сега во Кочани. Да, или како што каже ти, тажни слики низ цела Македонија, меѓутоа вечерва најтажно е во Кочани. Тука на градскиот плоштад се собра голем број граѓани на Кочани, каде што им одадоа почит на жртвите во катастрофалниот пожар во дискотеката во Кочани. Тие на почетокот на овој мирен протест најпрви пуштија црни балони во воздух во знаки сечавање на жртвите кои што загинаа во катастрофалниот пожар во Кочани, во дискотеката на смртта. Тука стотици граѓани се собра, каде што им дадоа поддршка на, како што кажа, оние кои што сега моментално се во притвори, не на сите, меѓутоа на голем дел од обезбедувањето кои што се моментално на краткотраен притвор. Според говорите кои што тука ги снимавме пред 10 минути, тие велат дека обезбедувањето во дискотеката Пулс на некој начин спасувала голем број на луѓе во самата дискотека и како што тие посведочија да не беше обезбедувањето во дискотеката Пулс, можеби во оваа дискотека ќе имаше над 300 жртви и сега тие луѓе не треба да
под решетки, туку треба да бидат заедно со нив тука на градскиот плоштад, да бараат, како што велат, правда за овој случај и казна, како што посочија, за вистинските виновници. Доколку режијата ја има подготвено изјавата на делот на собраните граѓани тука на плоштадот во Кочани, предлагам да ја погледнеме. Ние сме едно толку мало место. Вие сте сега дојдени од цел свет поради оваа трагедија. Можам слободно да ви кажам, ние сме толку мало место, испреплетени сме сите. Ако не ми е роднина, ќе биде на мој комшија роднина. Значи, ние сме една целина тука. Сега, за жал, работата што се случи, само ќе ви кажам, се падна паричката. Со одговорност ви тврдам, дека ни една дискотека у Македонија не работи како што треба. Многу е лесно да го обвинуваме и градоначелникот наш. Да, тоа беше изјавата на дел од учесниците на денешниот протест, каде што, како што кажав, моментално е мирен, содава почит на жртвите, меѓутоа по завршувањето на овој протест, протестантите ќе се упатат кон судот во Кочани, кон полициската станица во Кочани, каде што и таму најавуваат помасовни протести за трагедијата која што се случи во Кочани во неделата. Иле? Зоки, јас ти благодарам уште еднаш и за ова јавување, како што реков, ти си цел ден во Кочани, навистина сликата е тажна, ти остануваш таму. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Ние ќе продолжиме со разговорот во студиото, па кога ќе биде подготвена и следната екипа која што го следи собирот, не е протест, туку собирот во центарот на Скопје, ќе ги вклучиме и нив во оваа емисија. Куновска, ги спомнавме државните институции. Поразителни податоци, барем од она што можев да го заклучам во разговорот пред да влеземе во ова студио. Кога приватните стопанственици штедат на заштита и превенција од пожари, што се случува со државните институции кои што парите ги имаат од државниот буџет за оваа намена. И тука ли се изигруваат правилата? Ќе бидам брутално искрена. Да бидете. Тука прва работа која многу пати е алармирана исто така, кај државните институции, делот на сервисирање на противпожарни апарати во најголем број на случаеви оди во преку тендерска набавка, преку јавни набавки. Тука се случува еден, јас ќе го наречам феномен, затоа што само така може да се нарече. Се случува да се сервисираат, значи се добива тендер и се сервисираат ПП апарати за 0,25, 0,70 денари, значи помалку од 1 денар, и системи за детекција на пожар. Толку чини сервисирање на еден ПП апарат. Да. И тоа е согласно законот, нели најниска цена е допусливо и согласно сите. Добри, како изгледа, еве сега ме зачуди цената. Искрено, како изгледа сервисирање на ПП апаратот еден денар? Искрено и ние се прашуваме како се менува само картончето? Па не знам, јас бидејќи водам приватна компанија, ги знам, нели, трошоците кои се. За 1 денар ние не можеме, не го набавуваме ниту картончето. А камоли да платиме да биде способно за работа. Дневница, затоа што согласно законот ПП апаратите треба да се земат во сервис, се оставаат заменски ПП апарати, треба да се отвори без разлика, значи дали ако треба да се полни ќе се полни, меѓутоа мора да се отвори ПП апаратот. Добро. Така да затоа и го нареков феномен кој се случува. Јавните набавки и договорите од јавни набавки се јавно достапни и овој податок може секој кој ќе го заинтересира темава да го провери. Ние како зборуваме за училишта, за градинки, зборуваме за болници, зборуваме за институции каде што
Да, значи државни институции, тоа се болници, училишта, значи школи, градинки, институции од секаков јавни, од секаков, каде што многу луѓе во текот од денот. секогаш има, да. И тоа е нешто што се случува кроз годините, најмалку 10 години. Јас лично и многу од моите колеги не учествуваме на тие јавни набавки, затоа што пред се тие што тоа го прават, тоа се две компании, сија, како да речам, спуштаме нашата фила и нашата вредност на најниско ниво и што можеме да направиме ние за 0, нели? Да бидеме само соучесници у трагедијата. Да. Така да тука би почнало тука со државните институции. Тоа е нешто што веднаш, значи веднаш треба да се промени. А и тие подлежат под инспекцијски контроли, под мониторинг на државата, така? Да, подлежат, значи и тука се случува еден парадокс каде што има нели ги постојат тие ги поседуваат тие потврди за извршен сервис, нели уредно картонче и сето тоа, меѓутоа на крај на денов која е, не знам како е тоа направено, на вистина и треба да се провери. И ако е тоа така, мислам, нема на вистина никаква логика. Друг момент, според она што ние сме го погледнале на терен, мимо ова, во ниедна институција, школи, градинки, болници, освен приватните и освен оние сега брзо време, последниве 3 до 5 години кои се реновирани, не постои систем за детекција на пожар, ама баш во ниедна. Апсолутно. Ќе го финишираме разговорот по јавувањето на колешката која што е во центарот на Скопје. Афродита Рамос го следи собирот на граѓаните кои што се собраа да запалат цвеќе, да положат цвеќе во чест на загинатите од катастрофалната несреќа во Кочани. Афродита, нема да те прашам каква е атмосферата, можам само да предпоставам. Можеше да ми кажеш што поразговара со делото од Скопјани и сите оние кои што дојдоа да запалат цвеќе на плоштадот од Скопје? Дали ние се наоѓаме на овој собир на централниот плоштад Македонија во Скопје, морам да кажам дека реки луѓе се наоѓаат на улиците кои водат кон овој плоштад. Плоштадот не може да ги собере сите оние кои вечерва дојдоа овде да дадат почит на жртвите, но и да испратат порака до општеството, до надлежните. Навистина атмосферата е тешка, иако има толку многу луѓе кои се собрани овде во моментот, владе една тешка тишина, атмосферата е таква како што е. Ова се последиците кои ги чувствуваме во нашето општество, од оваа колективен траур, психолошкиот, емотивниот стрес се забележливи. Помеѓу на собраните има огромен број на млади луѓе, иако има од сите возрастни групи, морам да кажам дека младите овде вечерва се најбројни, тие кои говореа со нас, вела дека се овде бидејќи разбираат дека и тие може да се следни, односно ова што се случи во Кочани може да се случи на било кој од нас, без разлика дали сме на улица, дали сме во некој гостителски објект, како што велат, корупцијата е во секоја пора на општеството, секаде се случува нешто од кој што ние можеме да настрадаме. Солзи во очите, шок, неверување помеѓу на собраните, има и пријатели, познаници, членови на семејствата на загинатите, ти има пораки да испратат, предлагам овде да ги слушнеме тие пораки. Баш заради ова искочивме надвор за да бидејќи можевме ние да бидеме исто како да завршиме како нив. И никој не оди со помисла дали тоа е безбедно да одиме таму. Како се чувствувате? Лепа беше моја другарка. Многу се дружевме, многу се веселевме. Јас, значи, се уште не знам што да кажам. Значи, ова што се случи во оваа држава, значи, не знам зборови да употребам ова што се дешава и ова што не снајде сите нас. Особено, значи, тие најблиските што сме. Сакам да кажам нешто, не знам што да кажам. Значи, ова е трагедија, ова е хаос. Значи, ова ако не се среди, ја не знам до кај ќе води ова. Значи, до која наредна трагедија ќе води ова ако не се среди.
тоа се дел од пораките кои што ги има да ги испратат овде присутните. Како што напомена, се повеќе и повеќе луѓе се собираат на централниот плоштад. Морам да кажам дека навистина тука е ладно, но тоа не ги спречува луѓето да дојдат, да се соберат, да одадат една порака за целото наше општество, за сите институции, дека нешто мора да се промени. Како што велат, корупцијата убива и секој еден од нас може да е следен. Ние остануваме да го следиме протестот, односно собирот, повеќе детали ќе имаме како што се собираат луѓето, како што и разговараме со се повеќе од присутните, повеќе детали во следното информативно издание. Да, Афродита Рамос, ти благодарам што издвои време и се вклучи во оваа емисија. Ниту малку не е лесно да се известува од вакви немили настани кои што се претежно тажни и траурни. Ви благодарам за професионалноста и на тебе и на колегата Зоран Димовски, а ние да заокружиме оваа емисија, ете, со еден апел, со една порака ве прекинав на крајот на вашето излагање. Генерално тоа е, значи во однос на институциите сакав само да довршам она што е веќе познато. Значи кои треба да бидат пример за сите. Како треба да изгледа сите треба да бидеме пример, затоа што мислам нема, како што кажав, и минатиот пат нема селекција, безбедноста дали се приватни или се државни компании, јасно. Секаде луѓето се луѓе, безбедноста подеднакво треба да се почитува и како е пропишана, секое правно лице мора да има заштита од пожари. Така да во државните институции сликава таква каква што е. Дали се должи тоа на тоа што повеќето нели ги вршат тие набавки преку тендерска постапка и важи правилото на најниска цена. И тука само морам ова накратко да го напоменам во однос на промените и во однос на оно што апелираме, дека би било добро исто така да се направи, да се размисли, да се направи едно согласување на цените на сервисните услуги, каде што пред се би биле испочитувани ние како фила и да можеме нели да не си ја сами деградираме, затоа што сега во моментов, мимо тендерскиве набавки, има например сервис на противпожарен апарат за 40 денари, за 50, слободен е пазарот со цениве. И сега тука исто се отвара прашање во колку е тоа направено правилно и дали е после сервисот направен, дали е функционалноста на тој ПП апарат на вистина во исправна состојба, кој пат треба да го исконтролира дирекцијата. Сума сумару дека треба вклучување на сите институции, не да ние да се согледуваме како да сме опоненти, него да сите заедно здружени, секој со свој придонес, со своја експертиза, ние со искуство, тие што се во делот на носење на закони, креирање, значи да сите седнеме, да сите се ислушаме човечки и да направиме нешто, барем да тргнеме од некаде. Затоа што сега, како што е вака, ние од страната на даватели на услугите, буквално на жалост, до вчера, ние сме се убедувале и сме се молеле дека треба некој кој направило, да кажеме, не знам, објект од 5 милиони евра, да постави противпожарна заштита. Навистина не треба тоа да е така. Значи, тоа е негова законска и граѓанска обврска. И така морална. Да, и морална, да. Јас ти благодарам што денеска беше дел од аргумент. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека следното ваше гостување ќе биде како функционираат измените на законот и нема да ве поканам за некоја следна ваква. Или дека сме покренале некои дека работите тргнале на подобро. Ви благодарам уште еднаш и уште еднаш сочувство до сите фамилии. Така. Читувани да се одјавуваме, останете со телевизија 24.